По 10-ти јубилеен пат во Прилеп се одржа манифестацијата насловена како Денови на Крали Марко, во чест на, како што многумина го нарекуваат, последниот прилепски и македонски крал. Пред неговиот споменик во центарот на Прилеп се одржа пригодна културно-уметничка програма, реализирана од децата од основните училишта, која што пак беше проследена со литературно читање, историски час посветен на ликот и делото на овој легендарен јунак, како и настап на Кудмо Минок. Инспирација на училиштата кои што се секогаш партнер во оваа манифестација е секако ликот на легендарниот крал. Дел од нив имаат своји лични творби кои што ќе ги читаат овдека. Дел од нив ќе го изработуваат од пластелин, од глина, а секако историските секции ќе одржат и презентација за подемот на Прилепското кралство, кој што му е период што сега го изучуваат во рамките на нивните училишни програми. На овој ден ќе имаме предвидено историски час, културно-уметничка програма во центарот на градот, токму пред споменикот во чест на крал Марко изграден, и вечер да ги поканам во 18:30 часот сите љубители на добрата музика во чест на овие денови на крал Марко ќе има годишен концерт музичкото училиште Ордан Михайловски Олска од нашиот град. Инаку кралот Марко е син на кралот Волкашин, кој загинува во битката кај Марица во 1371 година, пошто Марко го завзема неговото место. Овој лик во народните епови и песни е представен како лик со надчовечки способности, кој што го штити народот. Дека неговата улога во Македонија е голема, доказ е и големиот број на места ни целата држава кои се наречени по неговото име. Освен Марковите кули во Прилеп, има Маркови кули, односно археолошки наоѓалишта со ова име и на Водно и устието на Пчинја кај Скопје. Марков манастир исто така кај Скопје, кој што го гради таткото на крали Марко Волкашин. Маркова река и селото Маркова Сушица, кои се наоѓаат веднаш кај манастирот, тврдината Марков град на Матка и уште многу други вакви места. Тој е последниот христијански владетел на Прилепското кралство и на територијата на Македонија, без Солун се разбира. И затоа тој останува во легендите на македонскиот народ, односно на преданијата. Крал Марко знаеме дека загинал во 1395 година во битката кај Ровине против војводата Мирче како вазел на османлите, односно на султанот Бајазид. Сето ова го прави кралот Марко голем и значаен историски лик за нашата земја. Но жално е само тоа што нема историски записи, дали тој оставил свое потомство и каде точно се наоѓа неговиот гроб.